Да, секако благодарам што ми дадовте можност да позборуваме за актуелните работи кои што се однесуваат на нашата општина. Секогаш во духот на транспарентноста, секогаш во духот на отвореноста, на сите оние прашања кои што ги тиштат граѓаните и нормално она што ги интересира граѓаните, па во тој домен нели и би разговарале. Ме прашате за градската капела. Да, градската капела е објект кој што пред 10 дена беше, мислам дека точно на Петроден, на 12 јули беше предаден во употреба на стопанисување на јавното предпријатие погребални услуги. Кажав од повеќе аспекти. Значи, значаен објект, меѓутоа да не се користи, реков. Некој се нашалија на мојот Facebook коментар. Сепак како инфраструктурен, како комунален објект е значаен за една општина и ние сме една од општините која што сега добива современа капела и добива капела која што може да ги обслужи потребите на граѓаните, кои што реков никој не сака да ги има, меѓутоа животот е таков, нели, ни требаат, реков, објекти и кога се раѓаме, ни требаат објекти и кога човекот умира и починува. Значи од тој аспект сметам дека значаен. Сите средства, финансиската конструкција за градската капела се исклучува на општина Свети Никола. Јас вложив големи напори заложби за да овој објект профункционира, со оглед дека имаше еден куп судски перипетии околу овој објект, меѓутоа ние стасавме, го направивме, го пуштивме во употребу, уште едно големо ветување и уште едно дело кое што сме го направиле се реализира. Останува да се дооформи паркинг просторот и да биде комплетно заокружено како целина. Она што го реков во тој аспект, значи јавното предпријатие погребални услуги не смее да наплаќа затоа што не има одлука на Совет донесено, тоа е вклучено во гробната такса и сите оние кои што си ги измируваат сметките редовно, значи не се наплаќа во тој дел. На вашето прашање во делот на вршењето на погребите, значи како значаен сегмент, можам да кажам дека моето заложби, моите ветувања дадоа резултати. Значи се појави уште еден оператор. Она сума на пари која што граѓаните ја земаат од јавното предпријатие погребални услуги е максимумот кој што треба да го плаќаат и го плаќаат на операторот за погребални услуги. Тука завршува приказната. Значи малку повеќе притиснавме, ги направивме заложбите и ето тоа функционира. Значи едноставно можеби некој во тој меѓу период сакал нешто да мешетари лево десно, меѓутоа кога се вклучив јас како градоначалник, кога ги преземав сите мерки и активности, сето тоа вроди плод и даде резултати. На прашањето ми прашувате следен проблем, круцијален проблем, проблемот со реката и отекувањето на отпадните води во самата река по потегот на улица Васка Цикла. Ако се сеќавате на моето интервју пред 6 месеци, на гостувањето кога бев гостин во вашата телевизија, ако се сеќавате на прашањата и на разговорите кои што ги зборував, тогаш децидно го кажав ова што сега пак ќе го повторам. Значи некој во минатото, тоа е пред отприлика 35-40 години, кога го изготвувал проектот, кога правел подземни системи во делот на одвод, не размислува дека прво градот ќе расте. Второ, не размислува со каков квалитет и ќе го стави посебно во централното градско подрачје. Значи жално е што ние како локална самоуправа констатиравме дека немаме, внимавајте, канализациона система во овој дел. Зошто немаме? Затоа што е ставен профил на канализација од керпич, од цигла, FIT 200, кој што воопшто не ги задоволува потребите. Меѓутоа, да трагедијата биде поголема, киселините и сето останато го изело керпичот и останала само бојата и земјата од околината. При потреси, при движење на товарни возила, таму доаѓа до обрушување и подкупување на целокупниот канализациони систем кој што го нема. Што останува на градоначалникот да изнеде решение? И јас уште тогаш кажав, јас направив проект. Комплетна проектна документација, направивме ревизија на проектот, а обезбедивме средства. Аплициравме за средствата од Министерството за транспорт и врски и чекаме на Министерството за транспорт и врски да ни бидат одобрени средствата кои што ги имаме обезбедено преку ЗАФАТот, преку Европска инвестициона банка. Поради познатите случувања што беа, ние знаеме дека Македонија минуваше во криза, меѓутоа тоа се одрази врз општините, тоа се одрази врз граѓаните. И јас живеам на тој потек. И јас живеам на таа улица, до самата река и јас ја чувствувам непријатната миризма. Колку се погодени таму граѓаните, толку сум и јас погоден. Зарем како градоначалник нема прв да земам да интервенирам тоа. Меѓутоа се појавија еден куп пропратни проблеми. Прво не идовме на кабел, на Телеком,
кој што е главната артерија на Источна Македонија, оптични кабел, и ако го скиневме, не дај Боже, кабелот, ке немаше струја, ниту полиција, ниту банките, ниту школите, ниту било која институција, не само во нашиот град, во цела Источна Македонија, бидејќи е главниот вод. Постапивме разумно, можеби на наша штета 2-3 дена се пролонгира целата работа, меѓутоа на граѓаните ви им објаснуваме. Со Телеком седнавме во тешки преговори, бара 11.000 евра за дислокација само на кабелот. Се изнајде заедничко решение да го дислоцира кабелот. Ние денеска ја ставаме рутата од пластични канализациони цевки FIT 300, кој што ќе ја задоволат потребата за тој потек, да го бепасираме. Верувам дека во текот на утрешниот ден ќе биде комплетно завршена работата, меѓутоа ни се јавуваат дополнителни проблеми. Од едната страна имате профил од 3,80 метри речно корито, од другата страна имате 1,5 метри под нивото на патот приватни поседи кои што се спаднати таму, и ние треба да копаме 3,5 метри во длабочина за да дојдеме на нивелираната точка. Имаме обрушување, имаме милион проблеми, а ширината на патот е 3,5 метри. Значи, ова е најтешкиот зафат кој што досега е работен, меѓутоа цврсто стојам за тоа, силни заложби дека ова ќе биде комплетно санирано и отстрането. Оној проект кој што го најавив за комплетно променување на трасата, тој си стои проект, чека на ред во транспорт и врски, кога ќе биде одобрен како проект ќе ни јават и ние ќе започнеме комплетната реконструкција на Васка Циклова. Ова е времено решение, меѓутоа ќе им послужи во интерес на граѓаните. Значи, не можеме преку ноќ да ги решаваме овие наталожени проблеми, меѓутоа граѓаните ги гледаат нашите заложби. Граѓаните, оние сериозните, гледаат колку сериозно се зафаќаме со проблема. Нормално е дека ќе има коментари и лошо е ако нема коментари, меѓутоа секој што разумно размислува и секој што реално го гледа проблемот, сваќа дека заложбите на оваа локална самоуправа и на мене како началник одат во домен на позитивно решавање на проблемите. Тој е проблемот со канализацијата кај Елапа? Тој проблем го решивме. Значи, тоа беше голем проблем. Едноставно со поплавите направија таква штета да го скинаа главниот колектор кој што водеше целокупната траса на улица Кикевачка, улица Филип II или Велко Влаховиќ, целокупниот тој потек. Со кинењето на тој колектор прво истекува фекалите во реката. Ние што направивме? Ние направивме еден комплетен колекторски прак. Направивме премин преку реката со колекторскиот прак, го заштитивме трајно, значи ставивме ублажување да реката не брза и да не се одлива тука во тој дел. Голем зафат е, можеби не се гледа, меѓутоа тоа се зафати кои се знае и тоа е веќе решен проблем. Со изградбата на мостот дополнително и санирањето на речното корито одложено 170 метри подолу од колекторот, го заштитивме од поплави целокупното тоа подрачје. Значи направивме две работи кои што во тој дел ќе овозможат и да функционира колекторскиот систем и да нема поплави. И дополнително вие бевте сведоци пред 5 дена имавме мониторинг мисија од Европска унија, од комитетот во Солун, кој што се наоѓа канцеларијата во Солун, кој што е канцеларија за регионална соработка. Јас како градоначалник направив проектна документација, обезбедив 10 милиони денари за рестартирање на почистителната станица. Во септември се потпишува договорот, поради одморите требаше во јуни, меѓутоа некои општини ненавремено доставија комплет документација, за жал групно е потпишувањето, бидејќи тоа е проект кој што е добиен меѓу општина Свети Николе, општина Велес, општина Прилеп и две општини од Грција, општина Перала и Термопилис, и факултетот за науки и истражувања од Солун, сега не знам точно како му беше името. Значи заеднички добивме проектот, ги поделивме средствата, ќе ги добиеме средствата и ќе го реализираме. Почистителната станица ќе почне да функционира. Со овие средства комплетно ќе немаме излевање на отпадни води во реката, што е моја дамнешен сон и заложба, затоа што сум голем поборник за чиста животна средина. На вашето прашање дали ова година ќе имаме реконструкција на улици? Да. Значи, јас во неколку наврати кажував дека оние најакутни и ударни места кои што се проблематични места во делот
движењето на сообраќајот, ќе ги санираме. Меѓутоа не само тоа. Ги нарачавме сообраќајните знаци, па ќе одиме со режим на товарни возила, со активирање на паркингот за товарни возила, а паралелно со тоа реконструкција на улиците и така што кога ќе реконструираме на пример 150-200 метри од нека улица, да имаме слободен сообраќајен режим, бидејќи е лето, се носат летнини и така натаму, поголема фреквенција имаме, а треба да го искористиме периодот до 30 септември да ги завршиме сите овие активности. Значи тука е прво улица 11-та македонска бригада. Оштетена улица, ја пренасочивме за товарни возила, комплетно ќе вршиме реконструкција на голем дел од улицата. Значи таму ставиме и левичи полицајци на голем дел од улицата. Понатаму улицата Кочораци. Со реконструкцијата на Крстен Мисирков се направи одредени проблеми на Кочораци. Комплетно од раскрсницата до мостот, значи ќе направиме комплетна реконструкција. Улицата Септемвриска и исто така е многу оштетена. Од едната решетка до другата решетка ќе направиме комплетна реконструкција. Улица 9 мај. Познатам улица Солунска, дел од улица Питугули, дел од улица Карпошева. Понатаму дел од улица Филип II. Иако овде ние притискаме Македонија пат да си ја заврши работа затоа што тоа е во директни надежности на Македонија пат. Меѓутоа ако чекаме, граѓаните не знаат, ќе испадне дека градоначалникот или другите не сакаат да ги санираат овие работи. Ние уште едно писмо до нив и после почнуваме со нашите активности кои што ги имаме, затоа што мораме да ги доведеме улиците во нормал. Ова зима имавме доста снег, имаме доста сол, доста оштетување, ние ги закрпивме дупките, меѓутоа сега ќе одиме со поголеми зафати. Например, зафатот на улица Орсен Николов ќе биде доста голем. На Македонска планираме малку да се симнат горештините, да почнеме со замена на водоводната мрежа, она кој што е најакутно, бидејќи таму е метални цевки се и имаат проблем луѓето. Прво проблем имаат со притисокот во тој дел. Сегде онаму каде што ставивме пластични цевки. Сегде онаму каде што ставиме регулациони вентили. Секаде каде што комплетно направивме, веќе ги немаме тие проблеми. Прво ги немаме проблемите во делот на пукање на водоводната мрежа. Ги немаме проблемите во делот на снемување на вода. Тоа е многу значен сегмент. И имаме проблеми со притисоците во одредени делови од градот. Работиме на проблематика, работиме на обезбедување на средства за да ги обезбедиме овие средства, за да можеме да ставиме скада систем, едно комплетно покупривање со 12 регулациони вентили да биде притисок изедначен и во горната и во долната зона. Преку Светска банка имаме 22 милиона денари на располагање, работиме на оваа проблематика во едниот период да можеме да ја средиме. Ова со улиците навистина мислам дека ќе се стави во ред. Избрана е фирмата изведувач и мислам дека овие денови ќе точно ќе знаат граѓаните кога ќе ги воведеме во работа и ќе започнеме со овие градечни активности. Некаде ќе имаме само гребење, некаде ќе имаме подобрување на подлогата. Например, гледате на Карпошева од подземните води што не се јавија какво е до самата општина оштетувањето. Значи мораме да направиме бонификација, да ја подобриме подлогата. Значи, меѓутоа таму каде што има потреба од површни интервенции, да, некаде каде што има потреба од замена на стара канализациона мрежа, ќе ја замениме, ако процурува ја оштетува улицата, ќе ја замениме. Ова се проблеми кои што се под земјата, меѓутоа не се гледаат, ама се значени во секојдневното функционирање на граѓаните. Кога сме кај улиците, ме прашавте со гребениот асфалт, што со гребениот асфалт? Видите, тоа е асфалт кој што го добиваме со гребањето на автопатот кој што треба да се гради. Имаме околу 900 кубик овде, а за градот планираме 1500 кубици. Се уште не сме обезбедиле комплетната површина, количина на асфалт. Планираме да обезбедиме помеѓу 2500 и 2700 метри кубни гребен асфалт, кој ќе обезбедиме целокупната количина. Планираме оние улици кои што се на периферијата, а кои што нема решено, например, на Ворудина се уште не е решен комплет канализациониот систем. Чекаме исто на транспорт и врски, даден и проектот требаше уште пред 3-4 месеци да се одговори, да се започне, меѓутоа за жал не е во наша, ние пари обезбедивме од ЕИП, ги подпишавме сите тие работи. Сега останува на другите институции. Меѓутоа полека верувам дека ќе се реализира. Ќе ставиме на тие потези гребан асфалт, ќе ставиме на другите делови, на Марика Арсова, имаме барања од жители према Кривчева река за тампонирање со гребен асфалт, имаме и други улички во градот кои што ќе ги санираме, за да може после или на некои делови ќе одиме со коцка. Например, конкретно во нас Рудина одиме со коцка. Ако се става канализација, ќе се става канализација, се вадат 3 реда, 4 од коцката, се мести канализација, се враќа назад и го немаме веќе проблемот. Многу значено е за селата.
Ова со гребениот асфалт, сега имаме околу 700 кубни метри во ерџелија, треба да додеме до 1100-1200 за да ги задоволиме потребите поред нашиот проект кој што оди, па одиме во Мустафино, па одиме во Пеширово, одиме во Анзибегови и во Горобинци дел, значи за да санираме дел од проблемите што од поплавите, што од зимското оштетување, така натаму, и ќе направиме една комплетна, значи реконструкција на и на овие улици со тампонирање. Верувам дека во летниот период е топло, тоа ќе врзе како што треба и ќе имаме, значи, надминување на оние проблеми кои што сме ги имале. На вашето подпрашање за Бехатонот, да, заврши тендерот за Бехатон, сите оние улици кои што се во програмата. Значи, улицата Никола Карев, на улицата Септемвриска, кракот што е сите, значи да не ги набројувам сега улички, 10 на 15 улички, тротоарчиња кои што треба да се направат, например во Поглед има улици кои што треба да се среди тротоарот, на 9 имаме тротоари кои што немаат Бехатон, значи се уште луѓето не добиле. Тој дел ќе се среди. Оние малски улички кои што се пријавени за еве и граѓаните, ако пазите, ние не знаеме комплетно се, можеби има нова дограда на кој ќе што треба да се направи, ќе го направиме тоа. Не можеме да правиме со Бехатон улици во 11-та македонска бригада и Михајло Апостолски, кај што ставивме водовод и канализација. Таму онаа количина од гребен асфалт ќе извршиме прво тампонирање на дел од улиците, ставање на ивичњаци, а кога ќе бидеме во состојба да можеме да го асфалтираме, тогаш, значи, кога ќе се обезбедат средства. Реков, чекор по чекор, темелно, стратешки, онака како што оветивме на граѓаните, така и работиме, така и правиме. На вашето прашање, тоа е надвор од нашите ингеренции во делот на детските игралишта и ние не можеме на секое детско игралиште да ставаме стражар. Прво е абсурдно, јас апелирам до полицијата, апелирам до граѓаните, апелирам до сите совесни жители да не известат. Верувајте ми, ние имаме поднесено пријава против непознат сторител. Ќе поднесеме уште една пријава против непознат сторител, меѓутоа ќе го санкционираме. Еден ќе биде најден или фатен, ќе ја плати целокупната штета. Значи, целокупната штета која што направи. Жално е. Толку години се чекаше на детски игралишта. Имаме во план во новиот парк ставање на детско игралиште, во фаза сме со организација на жени, имаме на Скопска улица, треба да го осветиме баскет игралиштето на Кумановски пат. И сега некој несовесен и некој намерно да го прави тоа. Значи, уште еднаш апелирам до надлежните структури да ги пронедат сторителите на овие гнасни и вандалски чинови и да бидат соодветно санкционирани и казнети. Само така функционира се. Ние можеме да правиме. Меѓутоа не може да ставиме стражари во ноќните часови, кој ќе ги плаќа? Која е оправданост? Ние ставивме камери, ги оштетувале камери. Имам индиции кои се и еве кажувам дека ќе бидат поднесени пријави и дебело ќе платат. Некој можеби ако не може да плати ќе оди во поправен дом ако е малолетник, меѓутоа вандалско однесување од тој дел не. Веќе толеранција нема. Имаше во едно прашање во петиција од Младинска улица за брзото возење на мотори, тоа не е во наша надлежност, тоа е надлежност на полицијата, го препративме тоа до полицијата. Ние, наше да ја направиме улицата, не можеме на улица Младинска да ставиме лејачи полицајци, од просто едноставна причина што многу е стрмна улицата, со самото тоа при поголема количина на вода, ставивме атмосферска канализација, ќе имаме проблеми со излевање, бидејќи имаме голем пат на улицата, значи тоа е невозможно. Треба службите да си вршат работата. Ние тука нашите ингеренции завршуваат со изградбата на улица. Направивме едно перфектно модерна улица и тука завршуваат ингеренциите на самата наша општина. Да, ме прашавте што планираме за се тоа што сме направиле, дали ќе влегуваат доаѓаат избори, дали ќе ги известиме граѓаните. Да, во подготовка и изработка на еден отчет, значи кој што мислам дека по 1 август ќе биде комплетно испечатен. И јас како градоначалник за сработеното ќе тропнам на секоја порта, ќе го посетам секој дом,
ги знам проблемите, повторно ќе ги слушам, ќе им дадам отчет што сме сработиле за да граѓаните трајно дома знаат. Знаете, вие зборувате денес кога кажувате, меѓутоа кога имате во пишана форма, отчетот е не така мал, стои 2-30 страни со комплетно фото документација што се она се направило во овој 4-годишен период. Ако ме прашувате дали сум задоволен од тоа што е направено, ќе ви кажам да, меѓутоа можеби не сум задоволен во периодот во кој што работевме. Имавме два избори во еден мандат, имаме еден куп проблеми, политичка криза и така натаму, неможност за да објавуваме локации за да можеме да обереме што повеќе средства да направиме, меѓутоа тука завршуваат нашите ингеренции. Со Господ напред направивме тоа што можеме и со помош на граѓаните. И јас сум благодарен за поддршката која што ми ја даваат граѓаните и коректноста со која што настапуваат. Моите врати се отворени секогаш за граѓаните, нека поведат во канцеларијата, зборуваме за сите проблеми кои што се отворени. Тука сум за нив и верувам дека ќе продолжиме понатаму да соработуваме токму на оваа проблематика.